Централно издание на Дневникот. Добро вечер. Еве ги настаните на денот. Македонија оди на избори. На 5 јуни Македонија ќе го избира новиот парламентарен состав. Фабриката за шински возила Колска потпиша договор за работа со македонски железници. Иванов не ја повлекува одлуката за аболиција. Оние кои сакаат својата невиност да ја докажат пред суд, да поднесат барање до него. Председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Вејановски денеска го потпиша решението за распишување на предвремените парламентарни избори кои ќе се одржат на 5 јуни. Новиот состав на Собранието на Република Македонија, граѓаните со право на глас, ќе го избираат на 5 јуни. Предвремените парламентарни избори се распишани. Председателот Трајко Вејановски, како што најави по распуштањето на Собранието, денеска го стави својот потпис на решението. За ова, кабинетот на Вејановски јавноста ја извести преку соопштение во кое стои: согласно одлуката за распуштање на Собранието на Република Македонија, денес го потпишав решението за распишување предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кои ќе се одржат на 5 јуни 2016 година. Решението за распишување на изборите го доставив до Државната изборна комисија на Република Македонија како орган за спроведување на изборите, до Министерството за правда и Министерството за надворешни работи, стои во соопштението од кабинетот на Вејановски. Во овие предвремени парламентарни избори, граѓаните гледаат излез од политичката криза. Мислам дека е тоа начинот барем да се подобри ситуацијата. Народот е сегаш најпаметен, дека народот сегаш на крајот победува. Сега е моментот да излеземе на избори. Неголемата опозициона партија СДСМ овие избори ги бара повеќе од една година, но дали тие ќе се појават, засега е неизвестно. Лидерот Зоран Заев во своите изјави најавува бојкот. Владеачката партија ВМРО-ДПМН активна е на терен. Вели се подготвува најобемната изборна програма со која ќе се бара довербата од граѓаните. Овие парламентарни избори се 9, а 5 во низа предвремени. Председателот Ѓорѓе Иванов во денешното обраќање пред јавноста рече дека не ја повлекува одлуката за аболиција со која се опфатени 56 лица за дела поврзани и кои произлегуваат од прислушкуваните разговори. Председателот Ѓорѓе Иванов не ја повлекува одлуката за аболиција на политичари од власти од опозицијата и нивни соработници, иако денеска до кабинетот на Иванов стигнале барања од ВМРО-ДПМН, СДСМ и ДУИ за преиспитување на одлуката. Председателот Иванов преку јавно обраќање по однос на овие барања напомена дека и после сите реакции како тогаш така и сега цврсто е убеден дека оваа негова одлука ќе помогне за надминување на политичката криза. Уште еднаш повторувам. Секој оној кој смета дека су му одземал право, сторил лоша услуга или својата невиност сака да ја докаже на суд, го повикувам лично во писмена форма да поднесе барање за поништување на одлуката која се однесува на него. Иванов порача, одлуката за аболиција ја донел бидејќи политичките партии ги користиле институциите за своји пресметки. Судовите се под притисок при постапувањето по предметите. Безбедносните институции се парализирани со нарушен систем на команда и висок е ризикот да не можат да одговорат на заканите со кои се соочуваме. Специјалното обвинителство има потреба од време за квалитетно вршење на истраги. Барам представниците на меѓународната заедница, кои се вклучени во процесот, да помогнат сите страни целосно да си ги исполнат преземените обврски од договорот од Пржино, додека потписниците на договорот да ги спроведат преземените обврски и да овозможат слободни, фер, демократски и кредибилни избори. Тој се осврне до меѓународната заедница, потенцирајќи дека во ова време потребно е таа да внимава на своите активности, затоа што би можеле да бидат погрешно разбрани. Граѓаните на Република Македонија очекуваат од политичките партии нивно внатрешно прочистување и промовирање на нови лица во политиката во Република Македонија. Целта на носењето на одлуката е таа да биде гаранција дека до денот на одржувањето на изборите
Партиите и нивните поддржувачи, работата на институциите и активноста на представниците на меѓународната заедница нема да бидат злоупотребени и нема да влијат во нарушувањето на изборниот процес. Председателот Ѓорги Иванов очекува дека изборите закажани за 5 јуни ќе бидат вовед во ново подглавје за Република Македонија. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски веднаш по пресконференцијата на председателот Ѓорги Иванов поднесе барање до него за поништување на одлуките за прекин на кривичните постапки. Според информациите до кои дојдовме, барањето се однесува на секоја поединачна одлука која беше објавена во службен весник. Иванов денеска на пресконференцијата рече дека цврсто е убеден дека одлуката донесена пред 3 дена ќе помогне за надминување на политичката криза. Лидерот на опозицијата Зоран Заев на својата пресконференција изјави дека избори на 5 јуни нема да има. Тој истакна, протестите кои се во тек ќе се интензивираат, бидејќи извршен државен удар. Избори на 5 јуни нема да има, а протестите се повеќе ќе се интензивираат, истакна на денешната пресконференција лидерот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев. Во своето обраќање уште еднаш потенцираше дека според него нема услови за одржување на изборите, нагласувајќи дека избирачкиот список не е прочистен, нема реформи во медиумите, а притисоците и неразграничувањата на државата од партијата продолжуваат. Самите избори се направени да бидат невозможни. Изборите беа проектирани согласно договорот од Пржино. Што значи тоа? Гаранција за владење на правото го урниса Ѓорги Иванов. Техничка влада заради споделена одговорност помеѓу власта и опозицијата го поништија синоќа од 23:30 до сабајле до 4:30. Сите одлуки на министрите од опозицијата беа поништени. Прочистен избирачки список нема Македонија. На новинарско прашање, дали ќе поднесе барање до Иванов за поништување на одлуката за прекин на кривичните постапки, Заев одговори дека тој веќе јавно се произнел. Според него постојат безброј причини председателот да ја поништи одлуката за аболиција. Коинциденција или сосема случајно, на денот кога Колска слави 100 години од постоењето, раководството на фабриката објави потпишан е договор за работа со Македонски железници, Транспорт АД Скопје. Фабриката за шински возила Колска и Македонски железници Транспорт АД Скопје потпишаа договор за поправка на 75 товарни вагони. Во следните неколку месеци, вработените кои се вратија на своите работни места ќе имаат сигурна работа. Обезбеден е месечниот надоместок за 132 вработени. Најавено е исплата на делот за останатите плати. Во текот на денешниот ден, можем и официјално да потврдам дека ќе се исплати 1,5 плата. Со самото добивање на работата, овој процес ќе тече и како доспева работата, така ние ќе ги исплаќаме вработените. Започната е и процедурата за припојување на Колска кон Македонски железници Транспорт, што беше и второто барање на вработените во неодамнешниот штрајк. Тоа е припојувањето кон Македонските железници. Веќе владата донесе заклучок и изготвивме акцијски план кој се спроведува за припојувањето на фабриката за шински возила Велес кон Македонски железници. И веќе во моментов се работи на изготвување на спогодба за присоединување. По извршените 2 измени во Законот за сигурност во железничките системи, овозможено е Колска да добие сертификат за работа, како и 12 месеци да можат да склучуваат договори со Македонски железници Транспорт. Оваа фабрика е една од најстарите во Велес и денеска полни точно 100 години. Командата за обука и доктрини со пригодна свеченост денеска во касарната Алекс Одемниевски и одбележа 24 годишнината од нејзиното постоење. Колешката Емилија Ничовска ги има деталите.
командата за обука и доктрини со пригодна свеченост во касарната Алексо Демниевски Бауман ја одбележа 24 годишнината од нејзиното постоење. Со последната трансформација од 2012 година, командата за обука прераснува во команда за обука и доктрини. Нејзина основна цел е оспособување, организација и координација на припадниците на армијата. Новите формацијски елементи заарма значат компатибилност со партнерите од НАТО. Согласно мисијата, командата за обука и доктрини е задолжена за индивидуална обука на сите припадници на армијата преку Центарот за индивидуална обука, Центарот за обука на питомци и Центарот за странски јазици. Даваме интензивна подршка на колективната обука на сите команди и единици на армијата на Република Македонија, па и на другите државни агенции и институции. Преку нашите капацитети во просек обслужуваме околу 15.000 лица годишно. Во рамки на командата за обука и доктрини функционира и Центар за изработка на доктрини, правила, упатства и научени лекции. Стотината одобрени публикации допринесуваат за развој на воената доктрина. Нов импулс ни дава формирањето на Центарот за симулации, кој е во завршна фаза и за очекување е да наредната годишнина се пофалиме со организација на првата компјутерски поддржана симулациона вежба во сопствена режија. Како што забележувате, со поширокиот диапазон на обврски на командата за обука и доктрини, преку сите центри и капацитети даваме полн придонес во изградбата и одржувањето на борбената готовност на нашата армија. На 14 април 1992 година велешанецот Панче Јамандиев е првиот регрут кој пристигнува во Охридската касарна на доброволно служење на воен рок. Ден потоа му се придружуваат и останатите војници кои ги исполнуваат капацитетите на македонските касарни. Пред македонските винари во Кавадарци беше представена опрема за винарски визби. Презентацијата во организација на фирмата ПИМ Хасково Бугарија беше поддржана од Сдруженијето на винари на Република Македонија. Пред македонските винари во Кавадарци беше представена опрема за винарски визби. Презентацијата во организација на фирмата ПИМ Хасково Бугарија беше поддржана од Сдруженијето на винари на Република Македонија со цел да се запознаат производителите на вино со оваа опрема. Очекуваме македонскиот пазар допрва да се развива. Опремата, нашата опрема, се надеваме дека повеќе ќе почне да се користи на нашиот пазар. Ние доста сме застапени, меѓутоа знаете како е светскиот тренд оде, опремата од ден на ден доаѓа се нова опрема и нова опрема. Така да ние сакаме со оваа презентација да презентираме нашата опрема, нашите новитети кои што ги имаме на нашите производи. Се работи за опрема за винарство, млеко, пиво, сокови и комплетно прехранбено производство. Дека станува збор за спој на традиционалното со модерното, потврди и енологот со долгогодишно искуство Марија Велковска. Не, апсолутно традиционалното со новото, затоа што секогаш се знае дека од грозе се прави вино, технологијата на добивање на вино се знае дека се врши ферментација, они сега ни нудат помодерни ферментатори за разлика од претходните што биле, затоа што ферментаторите постојат од памти века. Сега, ако се ферментирало порано во буриња, после дошол иноксот, па се ферментирало во инокс. Се појавуваат млади надежни инженери кои размислуваат заедно со енолозите како да дојдат до поквалитетно вино. Велковска нагласи дека очекува ова да го подобри квалитетот на виното и се надева дека новите садови ќе ја забрзаат технологијата. Учениците од Средното општинско училиште Коча Рацин го одбележаа Светскиот ден на спортот и здравието со повеќе спортски дисциплини. Покрај учениците од гимназијата учество зеда и учениците од основните училишта во Велес, заедно со наставниците и класните раководители.
Фудбал, ракомет, тенис, шах се само дел од спортските дисциплини со кои учениците од Средното општинско училиште Кочорацин го одбележаа Светскиот ден на спортот и здравието. Во организација на активот по спорт во гимназијата, Попов вели дека ова е најдобриот начин да се одбележи денот на спортот и здравието. Активноста е поделена во метод на станици, на секоја станица има посебна физичка активност, каде што се представени активностите на активот по спорт. Втората активност е одредена да биде наредниот викенд, активност еднодневна прошетка во планина на релација кон планинарскиот дом Папрадиште и кон планинарскиот дом Чеплес. Со спортски активности сакаме да им дадеме до знаење не само на учениците, туку и на сите граѓани дека физичката активност е предуслов за долг и здрав живот, потенцира Попов. Физичката активност треба да биде секојдневие за сите, не само за учениците во средното образование, туку и за секој човек. Физичката активност треба да биде на прво место. Со тоа би на прво место би го подобриле здравието пред се. Значи, секојдневна активност од 1 час би допринела за подобро здравје на секој поединец. Покрај учениците од гимназијата, учества зедоа и учениците од основните училишта во Велес, заедно со наставниците и класните раководители. На овој начин, вели Попов, ја негуваме меѓусебната соработка, а нашите идни ученици одблиску да се запознаат со работата и наставната програма на средното училиште. Македонскиот стрип центар промовираше 3 книги. Овие книги за македонската стрип сцена значат многу и треба да представуваат мотив за сите млади. Илица Радевска ги има деталите. Македонскиот стрип центар промовираше 3 книги. Дел од едицијата Ника Дробом, стрип книга на Ваня Трајков, Цар Самел од Миле Топус, како и книгата Порто Палермо од албанската авторка Герта Опараку, која е издадена на македонски и албански јазик. Ваня Трајков, председателот на Македонскиот стрип центар, напомена дека со неговата книга од едицијата Ника Дробом најверојатно ќе пропатува и во други држави. Ево, во тек веќе и се надевам дека некаде во почетокот на јуни ќе гостуваме во Горни Милановец, од каде што е и Дечје новини, од каде што е едицијата Ника Дробом и дека таму ќе престојуваме. За другите книги, обично имаме покани од сите фестивали што се случуваат во близината, посебно Лесковац, Белград, Загреб, Софија, па ќе видиме распоредот како ќе ни дозволи, така и тие ќе ги промовираме. Македонскиот стрип центар со албанската авторка Герта Опараку ќе ја промовира незината книга во Атина, а потоа и во Скопје. И на куминатата година центарот издаде неколку книги, меѓу кои стрип книгата и Трпејо. Таа излезе лани, работена е во карикатурален стил и во преговори сме со, мислиме и дека се и преговорите завршени со авторот Дими Иванов Димано, дека ќе ги работиме и втората и третата книга, бидејќи тоа има направено материјал уште за 2 книги. Потоа со него планираме, веќе кога ме прашавте за тие работи, и планираме и Крале Марко, исто така во карикатурална содржина, да го објавиме. Издавањето на овие 3 книги за македонската стрип сцена значат многу, вели председателот Трајков. Напомена дека токму овие книги треба да представуваат мотив за младите, како и за македонската култура и литература. Комичарот и актер Бојан Велевски неуморно ја смееше кавадаречката публика вчера вечер. Во рамки на својата турнеја Тур де стендап, во 75 минути Бојан го изведе најдоброто од себе. Неговото шоу беше представено низ многу градови, а луѓето едноставно уживаа во неговиот перформанс. Како што вети, така и направи. Публиката ја смееше на секои 20 секунди. Младиот македонски актер и стендап комичар Бојан Велевски во рамки на турнејата Тур де стендап беше и во Кавадарци. За прв пат, но доста солидно, со бројка од 200 продадени влезници и секое столче исполнето до последното, кавадарчани ја задоволија потребата од голема доза на смеа до солзи. Јас сум комичар кој што не можам да не импровизирам. Има и колеги кои што многу малку импровизираат, меѓутоа нормално, тоа е стил на работа и на перформанс. Мојот перформанс се базира многу на импровизација. Значи јас со себе носам некои 4 листа како подсетници, од кои што често пати не успевам да поминам повеќе од 2,5. Тоа значи дека останатите 1,5 лист дека не успеам да ги кажам од тоа што веќе саат и 15 минути го терам настанот, а во тие саат и 15 минути има, да речеме, некои
30%, сигурно 30% импровизација. Прекрасното расположение, многуте насмеани лица и громогласниот аплауз докажуваат дека Бојан е на вистинскиот пат. За себе знае да каже многу работи, да биде самокритичен и искрен, да ја насмее публиката со случаи од секојдневното живење. Сето тоа на интересен и прониклив начин кој секој еден би посакал да има уште. Да бидам искрен, мене ми кажа дека публиката е гладна за ваков тип на настани. Меѓутоа ми кажа дека ето, например, нема навика да резервира карти унапред. Да. Ние овде имавме околу колку? 200 резервации унапред. Значи имавме 200 резервации унапред. Тоа кажува дека во Кавадарци има интерес. Овој пат можеби дојдоа похрабрите луѓе кои што рекоа окей, да 100 денари ќе ги дадам, да видам што е тоа, да го видам овој човек што можеби сум го гледал на телевизија или на YouTube. И мислам дека после овој кога ќе се расшири муаветот низ Кавадарци, дека многу повеќе луѓе ќе бидат заинтересирани да дојдеме пак. Тур де стендап е представа во која Бојан го изведе најдоброто од својот материјал или најдоброто од над 200 настапи, сублимирано во само 75 минути. Одличната тур де стендап која се случува за прв пат во Македонија започна од Источна Македонија. Неговото шоу беше представено низ многу градови, а луѓето едноставно уживаа во неговиот перформанс. Граѓанското движење за одбрана на Македонија и денес протестира пред СДСМ. Иницијативата на ГДОМ е за зачувување на институциите и мирот во државата како и дефинитивна одлука за избори како излез од кризата, што ќе значи можност народот да одлучува. Во продолжение останатите вести од Македонија. Заврши проектот Македонија вработува се бориме за секое работно место. За една година отворени вкупно 18.923 работни места во 10.140 компании. Овој проект беше најавен во месец март минатата година од страна на председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски и истиот месец беше промовиран од страна на вице-премиерот задолжен за економски прашања Владимир Пешевски и тогашниот министер за труд и социјална политика Диме Спасов, според кој проектот имаше за цел да ја придвижи македонската економија и да придонесе за формирање на нови работни места во приватниот сектор. Проектот кој значително допринесе за намалување на невработеноста во земјава нудеше низа поволности за работодавачите кои ќе вработат одредени групи на невработени граѓани. Пакетот мерки беше широко поддржан од работодавачите, но и од економско-социјалниот совет и од стручната јавност. Одлуката на председателот Иванов не е во согласно со заложбите на ВМРО ДПМН. Нашиот став е јасен, секој што направил криминал треба да одговара, пишува во соопштението од ВМРО ДПМН. Од тие причини, ВМРО ДПМН денеска ќе предложи да биде испратено писмо до председателот Иванов, подпишано од 4 најголеми политички партии, со барање да биде преиспитана одлуката за прекинување на кривичните постапки. Во текот на денот ВМРО ДПМН ќе стапи во контакт со останатите 3 партии, при што ќе им го понудиме нашиот предлог, стои во соопштението од ВМРО ДПМН. Поддржувачите на опозицијата вчера вечер повторно удрија по безбедносните сили. Камења, тврди предмети, бекатон плочки, разна пиротехника беа само дел од арсеналот со кој опозицијските поддржувачи удрија по македонската полиција. Мета на поддржувачите на опозицијата вчера вечер во протестите беа и просториите на Радио Слободна Македонија, кои беа целосно демолирани. Додека едната страна со камења, тупаници и вулгарни зборови и се спротивставуваа на полицијата, на другата страна на собирот, граѓаните со аплауз им оддаваа почит и благодарност на македонските полициски сили. Депортацијата на мигранти од Грција во Турција треба подитно да биде прекината и луѓето кои бараат азил не смеат да бидат држани во затворени центри, оценија денеска невладините организации Оксфам. Најмалку 9 лица загинаа, 950 се повредени во неколку потреси кои вчера го погодија југозападот на Јапонија. Светот денеска. Невладините организации Оксфам, Норвешкиот совет за бегалци и Солидарност сега оценуваат дека депортацијата на мигранти од Грција во Турција треба подитно да биде прекината. Тие велат дека луѓето кои бараат азил не смеат да бидат во затворени центри.
Мигрантите од Грција се враќаат во Турција без да им биде овозможено да побараат азил или дури без да бидат информирани за нивните законски права, предупредуваат организациите. Во заедничкото соопштение на невладините организации се вели: над 6300 бегалци и мигранти кои пристигнаа на грчките острови во Егејското море, постапувањето на сила на договорот меѓу Европска унија и Турција за запирање на бегалскиот прилив се држат затворени во кампови, иако повеќето од нив поднеле барање за азил. Најмалку 9 лица загинаа, 950 се повредени во неколку потреси со интензитет од 6,5 степени според Рихтеровата скала, кои вчера го погодија југозападот на Јапонија, јави ДПА. Десетици илјади луѓе ги напуштија своите домови, а земјотресот предизвика огромна штета. Според спасувачките служби, најмалку 19 куќи се урнале и избиле повеќе пожари. Потресот се случил во област каде што се наоѓаат неколку нуклеарни реактори кои се неоштетени. Во префектурата Кумамото, како и на други места на островот Кјушу, стотици лица се повредени. Од Кумамото, што се наоѓа на 900 километри од Токио, 44.000 лица се евакуирани. По првичниот потрес се леделе околу 100 потреси со интензитет меѓу 3,3 и 6,4 степени. Се очекуваат се уште вторични потреси во наредните денови. Пораст на хакерски програми во системите на банкоматите кои може да ги доведат во опасност сите корисници на овие апарати, регистрирала Европската полиција Европол. Хакерите изработиле посебни софистицирани програми со кои провалуваат во банкоматите, па затоа повеќе не мораат да ги користат традиционалните методи за кражба на пари, сметаат од Европол. Представникот на Европол Стивен Вилсон изјавил дека Центарот за компјутерски криминал веќе учествувал во неколку истраги заедно со националните полиции и дека нападите врз софтверскиот дел од банкоматите представуваат се поголема закана. Од информатичко-технолошките компании и фирмите за кибербезбедност, тој побарал поинтензивно да соработуваат со истражните органи со цел со заеднички средства да дојдат еден чекор пред киберкриминалците. Во светот годишно се подигнуваат околу 8,6 милиарди евра од над 3 милиони банкомати. Денеска имавме сончево и топло време со температури до 26 степен. И во следните денови ќе се задржи стабилно суво и многу топло време. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Имајте пријатна вечер.